Океј, денеска ќе зборуваме за флексибилност како моторичка способност и всушност некои вежби за истегнување. Која е целта и што би требало да очекуваме кај трансформација на ваков вид на способност. Најпрвен, како што кажав за сите способности, сега почнуваме на некој начин со објаснување на способности, ќе ги фатиме овие теми. Не дека ќе има само способностите до крај на семестар ќе ги работиме, туку ќе се преплетуваат темите, но мислам дека добра тема е сега, затоа ја ставив како во распоред. Значи, првен кога зборуваме за моторички способности, сега конкретно флексибилноста е и така има не дилеми, туку насоки дека дали е моторичка способност, дали е анатомска способност на мускулот за да се истегне возглобовите и слично, ние ќе ја земеме како ќе ја ставиме во оние 7 основни моторички способности за кои што ќе зборуваме. Така да, ете, кога би се прашале за кои моторички способности зборуваме, можете и флексибилноста да ја вметнете во нив. Значи, кога зборуваме за моторички способности, тоа се некои квалитети кои што ги поседува човекот и се генерално латентни димензии, значи внатре постојат во телото. До кога постојат? До кога се латентни? Има некој да ми латентно значи скриено. Нели? Кај нас се користи, ајде да не се правам некои мејнстрим споредби, да останам на тоа. Значи, латентно, значи нешто што е скриено. Нешто што постои внатре, но ние не можеме да го видиме, процениме и слично, се до кој момент. До кога? До кога не знаеме дали некој или некоја ученичка, спортистка, колешка и слично, колега, имаат добра или лоша флексибилност. До кој момент? Додека не се направи тест. Супер, значи додека не го прикаже тоа што се бара, доколку е флексибилност, значи некоја амплитуда во зглоб, и велиме дека тогаш поминува во манифестен простор. Значи од латентен простор поминува така на некој начин во манифестен простор. Мислам дека и следното предавање, само се навратам, би требало да биде... Да, точно, имаме манифестен и латентен простор на антропомоторика. Меѓу другото, така да малку повеќе таму ќе зборуваме. Но битно е кај способностите, како што кажав, нема да користам PowerPoint повторно, три работи нека бидат. Тоа се прво што е дефиниција. Па ќе кажеме која е дефиницијата за флексибилност, што представува. Многу кратко, една реченица, не мора повеќе. Колку видови има, какви вежби има за подобрување и евентуално во кој период од животниот пат на човекот може да се подобрува најповеќе, дали може од раѓање па до смрт, значи цело време, или има некои сензитивни фази се нарекуваат, значи осетливи фази во животот на човекот, каде што некоја способност може да се трансформира. И ова сега што ви го кажа во неколку реченици се однесува на сите моторички способности. Еве ќе повторам уште еднаш, чисто за да можеби се запомне. Во дефиниција, колку видови има, како се подобрува, методи за подобрување на способноста и евентуално сензитивни фази. И со ова сте покриле, студентски кажано, за 6. Инаку не е тоа целта, но ајде, нека биде така. И на овој начин ќе имате информации кои што после може да ги надоградувате. И сега конкретно се враќам кај флексибилноста. Дефиниција. Што представува способноста за флексибилност или за прикажување на флексибилност? Тоа е флексибилност или истегнување е способност која што би требало да покаже која е советливоста во зглобовите или колкава амплитуда може да направи човекот или човечката при изведба на некое движење. Значи, ако ви е јасно, мене ми е јасно, тогаш готово. Првиот дел од објаснување за способностите го имаме
поминато. Уште еднаш, значи, колка флексибилноста представува способност која што треба да ни покаже каква е амплитудата, каква е изведбата на движењата и со колкава амплитуда во зглобовите може да се изведат движењата. Значи, кога зборуваме за амплитуда, тога зборуваме за кога зборуваме за движење во зглобови, тога зборуваме за амплитуда. Овде може да видите некои вежби за стигнување, ќе ги објаснам понатаму, но сега во моментот ми текна нешто, морам само да проверам дали го имам овој дел, за да можам да искористам нешто. Немам. Барем немам тука, зошто, не знам. За да не цртам. Сега, вториот дел од објаснување за способностите беше какви видови на способности има. Јас ќе искористам едно видео на YouTube кој што можете да го најдете и во него само малку се извинам. Ќе го поминеме денеска тоа видео чисто за да ги видите примерите на вежби кои се и како се дели флексибилноста во меѓувреме, само да пробам да најдам. Сега во моментов ми текна нешто, дека може да искористиме за тестови за флексибилност. Да. Може да искористиме, ова сакав меѓу другото, ама и следниот слайд ќе биде. Значи, што се случува со флексибилноста во сензитивни фази, ајде ќе го кажеме сега во последното, значи каква е совитливоста или амплитудата во зглобови, може да се примети кај рана возраст и некој почеток на пубертет, можеби адолесценција. Па знаеме дека дечињата, една од нормалните работи, особено кај бебињата, доколку се работи до 1 годишна возраст, тоа се така бебе дете фаза до 1 до 3 години. Во 1 годишна возраст, кога ќе почнат да се движат со рацете и со нозете, да препознаваат и да може да оформат некои моторички навики, па една од нормалните активности е стопалото да го стават во уста. Целта е дека они имаат голема флексибилност, па не има проблем да изведат такво движење. Но може да приметите понатаму како што поминува животниот пат, дека се намалува на некој начин флексибилноста и особено се намалува во фаза на, кога тука негде ќе почне пубертетот. Зошто се намалува? Затоа што мускулите имаат некоја своја издолженост, која што е во корелација можеби со најверојатно со коските, но во фаза на пубертет почнува да расте телото
и тогаш коските, лостовите, всушност коскиниот систем се издолжува, потребно и мускулите да се издолжат, не дека не се издолжуваат и тие, но најверојатно треба да се поработи на флексибилност за да ја задржат истата амплитуда, значи за да може истата издолженост на мускулите да ја прати и да го прати растот на коските, значи должината на коските. Очекувано е дека може да се намалува флексибилност во овој период на пубертет, ќе се навраќа многу пати кај способностите. Очекувано е дека генерално сите способности имаат пат. И ајде ќе напоменам и доколку се работи со спортисти кои што на некој начин непрофесионално не може до 16-17 години е блудо да кажеме дека тренира некој професионално, но ете и постојат и такви термини кај нас и некои стипендии, дури од академија спортска веќе се насочуваат на професионални тренинзи од 14, 15, 16 години. Па поентата е доколку има поголем дел од времето се насочува на тренинг, тогаш би требало да се има во предвид овој период на пубертет дека способностите на некој начин паѓаат, телото му е потребно, телото и умот се случува во телото и во умот се случува експлозија на хормони, на новитети, на промени за кои што детето, претходно дете, а сега веќе адолесцент или адолесцентка почнува, нели, во таа фаза на матурација, созрева и ние во спортот и во рекреацијата би требало да имаме предвид за овој период, клучите и понатаму по други предмети, мислам, но мое да кажам во однос на способностите и очекувањето од тренинг. Ние би требало да го имаме овој период на пубертет во предвид и да се намали интензитетот и обемот на оптоварувањето. Затоа што ако се проложи со исти, некој може да трпи, тоа е проценка, професионална проценка на тренерот, некој може да трпи, некој спортист или рекреативец може да го истрпи напорот, но не е поентата да скршиме некого, поентата е да овозможиме нормален и здрав развој. Не е поентата да се добие олимпијада на 9 години или 10 во гимнастика и понатаму животот да престане. Не само гимнастика, не за спомнав, затоа што генерално во помлади години се постигнуваат резултати. Така да, чисто напоменав, се навратив на периодот на пубертет, но може одсликава, ова е можеби прогностички, но е од пракса. Правени се тестирања и елаборирана е способноста за флексибилност и се очекува дека ќе има нормален некој пат. Oh my God! Hey, see you buzz down. You thought I was gang signs, dude. Look at the dude said. It's fine, look, he doesn't. Далибор, So we're going to call you because I had a fun idea. Далибор, We've partnered up and we've given around 10 people cars in the last year. Yeah. Далибор, дали се слушаме? Maybe I wanted to maybe get myself. Далибор, дали се I слушаме? wanted to see if you guys could help. Далибор, дали се слушаме? How much I can help you Последен with. пат. Далибор, дали се слушаме? I'll pay for half. Пријатно, Далибор. Не може да гледате филм и да слушате настава. Ако ви се слуша настава, беру. Ако не ви се слуша настава, можете понатаму да ја слушате или не мора да ја слушате. Океј. Далибор излезе од наставата. Доколку се проверува флексибилноста, постојат два методи, едниот е директен и другиот е индиректен. И се што значи тоа? Директен значи дека проценуваме колка агол, бидејќи зборуваме за амплитуда помеѓу два лоста, значи зборуваме за ајде да видиме дали имаме уште некој кандидат. Слободно прашувајте, ве молам, значи вклучувајте се, дигајте рака, прекинете ме, ама да слушам филмови во позадина не можем. Ми пречи на наставата. Не знам вие како можете, мислам тие што слушаат. Значи директниот метод е со директна проценка на агол помеѓу двата лоста.
нели, помеѓу двата екстремитета или делови од тело. И сега овде на оваа фотографија, на оваа слика може да се примети горе, например, кој има, ќе кажете, кој има подобра флексибилност. Дали човекот што е во црвено нацртан или човекот што е во сино нацртан. Доколку зборуваме за нели за ако користиме само овие мерки што се одстрана, до каде што допираат носецот, тогаш ќе кажеме дека да, они имаат иста флексибилност, но всушност не е вистина, затоа што понискиот човек во сино прави многу поголем агол во степени отколку човекот што е во црвено. Значи, преку директниот метод можеме поточно да измериме и не да измериме флексибилноста, туку да го измериме аголот. А на тој начин да ја процениме флексибилноста, бидејќи како латентна димензија ние немаме апаратура да процениме, всушност да директно измериме нешто. Тоа е ке сите способности, не само ке флексибилност. А кој е индиректниот метод на проценка? Индиректниот метод на проценка е доколку мериме нели растојание. Па ова е некоја шпага, пробал да направи човекот, едниот и другиот, и ќе кажеме, како што кажав на почеток, да, они се со иста флексибилност, но всушност ако одиме со директниот метод преку агли, тогаш ќе приметиме дека не е тоа вистина. Значи, постојат многу тестови за проценка на флексибилност. Еден од нив ние во батеријата на тестови на антропомоторија ќе го користиме, длабок предклон, ќе ви го покажам понатаму. Океј, во овој дел не навлегувам. Супер, ова ќе го искористам за понатаму. И да, океј. И сега би отишол на делот на да ги објасниме какви видови, значи вториот дел. Ова беше некоја дефиниција за флексибилноста. На почетокот може се да влезе во дефиниција за флексибилност. Вториот дел, како што кажав, се работи за какви видови на таа способност за која што зборуваме имаме. И ќе пробам да го искоментирам овој дел. Значи, постојат, не знам дали се гледа убаво или не, во долниот дел, да, постојат активни вежби, кај флексибилноста, поделбата на флексибилноста и примерот на вежби се со исти поими, пардон, со исти терминолошки поими, и ќе зборуваме за активни вежби за флексибилност и пасивни вежби. Активните вежби се оние каде што ние со сопствена мускулатура учествуваме, значи сме активни. Пасивните вежби се оние каде што ние сме пасивни, како некој кој не работи масажа. Ние не работиме ништо, некој работи со нашата мускулатура. Тоа се пасивни вежби. А активните вежби се кога ние со некој дел од нашата мускулатура или некој дел од нашето тело правиме вежби за истегнување на нашето тело. Например, минатиот час, поздрав до колешката, најверојатно тука не се договоривме за овој час, ама можеме за следниот да се договориме. Работевме некои асани од јога, кои што се некои, така, може да се наречат и вежби за истегнување, нели зборувавме за јогата што се асани, ама ние можеме да ги искористиме како вежби за истегнување, со тоа што тие беа активни. Пасивните вежби, не знам во јога дали има асани пасивни, можеби не, мислам дека нема, но кај вежбите за истегнување во спортот и рекреација има, не е ништо страшно, нели? Тоа е кога партнер или партнерка пробува да работи на вашата флексибилност, значи на зголемување на амплитудата. Тогаш тој кој што е подложен на третманот не работи ништо со својата мускулатура и пробува да се олабави, а некој од надворешна сила може да биде тоа и справа. Па во вежби за рехабилитација постојат справи, постоперативни справи, кои што ја подобруваат флексибилноста на одреден дел од телото, најчесто зглоб, колк и слично. И
секако и другите делови од тело, но не работи нели човек, туку работи справа. И тие вежби се пасивни. Зошто? Затоа што човекот не прави никакви активни усилби на мускулите, значи нема контракции на својата мускулатура за да направи стегнување. Па затоа првата основна поделба е помеѓу активни и пасивни. Втората поделба е помеѓу статички и динамички. Самите термини кажуваат што значи статички принцип на вежбање, вежби за флексибилност и динамички. Значи статика нема движење, динамика има движење. Па тоа значи дека кај статичките вежби ние правиме задржување, а кај динамичките вежби имаме 1 2 1 2 1 2 и истегнуваме. Ќе покажам некои примери понатаму. Сега интересно е дека активните вежби може да бидат и динамички, значи или динамички или статички. Па ги нарекуваме активни динамички или активни статички. Додека пасивните може да бидат или динамички или статички, ги нарекуваме пасивни динамички, пасивни статички. Значи сите оние крос комбинации функционираат. Тука е примери ви кажам како може да запомните. Значи од чиста логика своја мускулатура или надворешна сила, активни динамички, доколку има задржување се пасивни, статички, доколку нема задржување тога се динамички. Супер. Значи еве еден пример за активна динамичка вежба. 1, 2, 3, 4, 5 и така натаму. Што истегнува? Истегнува задна мускулатура на тело. Конкретно, ова е вежба за истегнување на мускулите кои што се екстензори во колк, флексори во колено и така натаму. Зависно како е поставено стопалото, може да бидат значи екстензори на стопало, но тоа е дорзална флексија. Не, плантарна. Се збунив, јас. Но поентата е, значи, прво одбираме која мускулатура се истегнува, а целта е да одбереме и каква вежба нас не интересира. Па ова беше активна динамичка вежба. Зошто активна? Затоа што со своја мускулатура јас пробувам да истегнам моја мускулатура, но вежбата е динамичка затоа што нема задржување, туку имаше цимање. Или има зибови, терминолошки. 1, 2, 3, 4 и така натаму. Ќе видиме доколку можат овие динамичките и што треба да се направи. Наспроти на нејзе, ова е повторно активна вежба, но е статичка. Зошто е активна? Затоа што со своја мускулатура, и сега може да приметите дека со помош на мускулите на рацете, јас пробувам да направам задржување или истегнување на истата мускулатура од задниот дел од телото, и на тој начин вежбата можем да ја дефинирам како активна статичка. Претходно беше активна динамичка. Добро. Не сум го гледал одам на видео, не знам што имам следно. Аха, супер. Значи, дали е пасивна и дали е статичка, значи не мрда човеков, не ги употребува рацете, така, нешто мрда добро, но не употребува своја мускулатура или употребува своја мускулатура. Што мислите? Дали употребува или не употребува своја мускулатура некаде? Во било кој дел од телото. Се слушаме, така? Да. Употребува. Каде употребува? Еве анализа една правиме. Половината да се свитка да стигне во оваа положба. Да, ама он е опуштен тука и него го влече само земјината тежа и он не може да ги стегне мускулите повеќе од она што прави земјината тежа, да го повлече трупот со сеглавата и рацете надолу, што значи он не прави мускулни усилби или контракции за да истегнува своја мускулатура. Она што земјината тежа ќе го повлече, тоа е тоа. Има на едно друго место мускулна контракција, тоа е во одржување на исправена состојба, која што може да ни пречи. Зошто? Затоа што нашата цел е мускулите ги стегнеме, а тие се стегнуваат
најголем ефект имаат за истегнување доколку се не се под контракција, значи не се контрахирани или не се во употреба. Било кој зглоб не е во употреба, туку е лабав, како во масажа. Да мислите, некој или некоја под сакам да одам на масажа и јас легнувам и некој ми масира одозгора и јас сега пробувам да правам контра на движењата од масерот или од масерката. Дали ќе има ефект? Нема да има многу ефект, затоа што јас не сум опуштен и нема да има голем ефект масажата. Слично се случува и тука, доколку ние правиме некои, ќе видите во еден посебен момент, ова нема да важи многу, ама тоа се многу екстремни вежби, за пеене вежби се нарекуваат, ќе кажеме на крај. Проприоцептивна невромускулна фацилитација. Таму нешто ќе има некој еден трик, но целта кога се истегнуваме е мускулатурата или телото да биде олабавено колку што може повеќе. И сега ако ова го знаеме, тогаш што мислите која ќе има поголем ефект, кај активните вежби или кај пасивните вежби? Каде ќе има поголем ефект за подобрување на флексибилност? Кај активните или кај пасивните вежби? Па мислам дека кај пасивни. Да, по логика на тоа што го кажав, али секогаш можете да си ги проверувате фактите. Значи, некој кој што ве обучува, кажува нешто и нормално е дека дадено му е да му верувате, но вие проверете си ги фактите. Според моите информации, добра пракса и книги кои што сум консултирал, истражувања, вели дека кога мускулатурата е олабавена, тогаш вежбите се подобри за флексибилност и може да ја постигнеме максималната амплитуда, мислам, некоја максимална теоретска или практична амплитуда. Така да пасивните вежби би требало да се подобри. И сега, зошто ова е со прашалник? Затоа што тука нашата мускулатура, иако ние не правиме екстрамускулна контракција за да направам истегнување, како што беше на претходните примери, но сепак самото одржување на височина веќе имаме контракција, мускулни контракции статички во зглобот во скочниот зглоб, на двете нозе и тука има мускули кои што се под тензија работат, контрахирани и не е опуштена мускулатурата, па можно е дека ќе има лимитација на амплитудата, нели, во доколку се конкретно кај ова движење. Ако не е јасно нешто, кажете. Пробувам да покажам дека не правам истегнување со рацете, значи екстра напор, туку само земјината тежа што ме влече, тоа е тоа. Слична вежба, значи варијанта 2, сум ја крстил, за истегнување, доколку седнам, има еден тест кој што се нарекува седи и дофати, да, после мислам дека ќе го покажам. Седи и дофати и значи истата мускулна група се истегнува, но во друга варијанта. И сега ова што значи? Каде ќе има по логика некоја, ако ги знаеме принципите, каде ќе има поголема амплитуда? При стоење, значи подобра флексибилност, каде ќе има при стоење или при седење? Еве, нека биде било која од вежбите, активна нека биде. Што мислите? Ајде ќе помогнам. Би требало во седење. Да, би требало во седење, затоа што тука е малку повеќе опуштена мускулатурата, таа што е истегнувана. Значи, ова беше претходно активна, чекај да видиме, да, ова беше активна динамичка. Зошто? Зошто активна? Затоа што со своја мускулатура истегнувам своја мускулатура. Зошто динамичка? Затоа што има зибови или има 1, 2, 3. И кога ги работиме овие работи, доаѓаме до една болка, нели, до граница. Не можеме да отидеме предалеку. Ќе објаснам таа болка зашто се појавува и што е причината. А во следната вежба е активна, но статичка. И сега, само да видам дали најверојатно го немам тој тест. Ние имаме еден тест кој што се нарекува длабок предклон, но да. Значи, еве овде може да видите на сликава, тоа се тие два примера. Тоа се тие два примера на вежби.
на и тестови дури се објаснети, каде што едниот е во стоење, а другиот е во седење. Ние го користиме овој и го нарекуваме длабок претклон, а додека овој според батерија на Eurofit батерија се нарекува седи и дофати. И сега целта на овој тест, например, за проценка на статичка флексибилност е што повеќе да ги бутнете прстите под нивото на нозете. Некои не можат, некои можат само колениците да ги допрат, некои можат прстите на стопалата или подот, некои можат да бутнат 7, 8, 10, 15 сантиметри под нивото од кое што стојат. Тестот, побарувањата на тестот се за колешките 49 сантима, значи 9 сантиметри под нивото, а за колегите 8 сантиметри под нивото. Тоа се норми кои што се одбрани за според возраста на луѓето, и на куќе повозрастните се очекува дека ќе има помала флексибилност. И само да го најдам тестот седи и дофати. Да, ова е тој тест. Се изведува значи на овој начин, каде што се поставува се е исто, значи повторно треба да ги протнете рацете во под нивото на стопалата. Под нивото на стопалата, но гледате како е завртена целата слика. И тука има едно метро кој што може да се измери и така натаму. Ќе ја најдете ова sit and read се нарекува, можете да најдете на интернет како батерија за тестови. А ние ќе се вратиме сега на истегнувањето. Одлично. Ова е пасивна, но динамичка. Зошто е пасивна? Затоа што човекот доле, кој што е истегнуван, не работи ништо, туку работи некоја надворешна сила. Значи нешто од надвор, дали е партнер, дали е машина, не знаеме. Зошто е динамичка? Затоа што има мрднување, 1, 2, 3. Мислам дека ова принципи ги свативме до сега и сега е мало повторување за да влезе повеќе тоа во глава. Зошто е оваа пасивна статичка следнава? Затоа што нема цимање, пасивна е затоа што повторна сила од надвор работи, а статичка е затоа што има задржување само и слично. Ова кога се работи, мал хинт, треба да внимавате не да ги стискате рамениците, туку да стискате на плешките, затоа што треба да истегнете оваа регија на, значи оваа мускулатура на глутеалната мускулатура, а не лумбалната или торакална од грбот. Доколку притискате само раменици надолу, тогаш нема да има ефект. Доколку притискате на плешки, тогаш ќе има ефект. Целта е да се опуштат и целта е да нема кревање на колениците. Ако има подкревање на колениците, нема да има ефект. Тоа важи ке сите вежби за флексибилност, не само колена, туку и раце и раменски појас. Зошто е активна динамичка? Еден пример, инаку може комплекс да се смислите да направите за дома од вежби за истегнување, најверојатно сте ги работеле по физичко воспитување. Аткивна е грешка имам некој, ова е активна, ама статичка. Зошто? Затоа што со моја мускулатура истегнувам моја мускулатура, но задржувам, не цимам. Така? Океј. Варијанта да биде пасивна, како ќе ја направите истата вежба, која мускулатура се истегнува тука? Кој мускул истегнуваме тука? Анатомија. Полагавте. Кој мускул се протега по оваа страна од телото и во моментов се истегнува? Абдоменот. Deltoidus. Latissimus dorsi. Latissimus dorsi. Лат машина во фитнес и бодибилдинг ги вежба овие мускули и овие мускули се истегнуваат. Делтоиден мускул е горе на рамето. Кој го кажавме друг? Абдомен е долу на мевна мускулатура, тие се флексори во... Сега ќе најдеме вежба за абдомен. Мислам дека имам. Че имам. Супер, еве. Ова е вежба за мевна мускулатура или абдомен. Океј.
Зошто? Затоа што мевната мускулатура пробува да направи нешто обратно од ова, а ние пробуваме во оваа варијанта да истегнеме мевната мускулатура. Добро. Ова е динамичка, зошто? Затоа што силата од надвор или партнерот пробува со цимање да го одработи истото. Како ќе ја направите статичка? Само доколку задржам. Толку едноставно, нели? Битни се принципиве за да знаете што е подобро, што да се, мислам, која вежба да се одбере, дали некоја за загревање, нешто спомнавме минатиот пат, кои вежби за загревање да се користат од стречин, кои вежби за да се користат за завршување на наставата. Ова беше активна динамичка. Сакате да направите активна, ама статичка, тогаш ќе биде на овој начин. Тука ќе напоменам дека е битно да внимавате како ќе го направите истегнувањето. Ако приметувате, ова е сега само за една мускулатура, за еден мускул или една мускулна група, но важи за сите мускулни групи. Кога се работи истегнување, треба да се истегнува мускулот по должината на негово простирање. Зошто е дланката нагоре, а не е во хоризонтала? Значи, ова ќе биде нешто одрачи горе, одрачи полугоре, нешто во тој стил. Зошто? Затоа што нормалната нормалната должина или простирање на пекторалната мускулатура, мајор, минор беа две, нели, мускулни групи, е на овој начин, некако диагонално, не се хоризонтално протегаат. А за да има поголем ефект, тогаш така и треба да се постави системот на лостови или деловите од тело, за да може да има ефект истегнувањето. Инаку, ако истегнувате со ланката поставена хоризонтално, нема да има ефект никаков. Ова се однесува на квадрицепс, на задна ложа, например на они првиот тест седи и дофати, доколку се свиткуваат колениците кога работите истегнување, нема ефект. Така. Океј, ова е активна статичка. Да, втора варијанта. Ајде, мислам, секогаш истегнувајте ги алтернативно и двете страни од телото. Како вид на вежба е ова? Имаме идеја? Се појави одговорот. Ова е вежба за истегнување или вежба за обликување може да биде, но истегнуваме задна регија од која нога, десна нога. Каков вид на вежба е? Активна, динамичка. Така, затоа што јас со својата мускулатура работам. Како ќе ја направам истата вежба да биде пасивна? На тој начин што ќе употребам надворешна сила. Може да приметите, ако не ми е добро снимено, може да приметите дека на испитаникот или на клиентот долу што лежи, ногата нејзина што е на под, што лежи нормално опуштена на под, се подкрева. Ево уште еднаш ќе пробам. Доколку почне во оваа варијанта се подкрива, тогаш немате ефект на истегнувањето. Опа, еве го, коленото сака да се... Тоа е нормално. Зошто? Затоа што телото е опуштено и едноставно мускулите сами се штитат, немаат голема, мислам, имаат флексибилност колку што имаат, и кога ќе пробам да одам, нели, подалеку, тогаш нормално е компензација, не можете да, како ластик, ако не е врзан ластикот на едната страна, ба дела го тегнете, тој постојано ќе доаѓа кон вас. Така исто и тука. Затоа треба да се направи потпор, и сега овде покажувам пример на вежба која што е пасивна динамичка, така, но истата вежба како да биде пасивна статичка, најверојатно ќе покажам тоа, би требало, да, супер, тогаш еве го повторно правам потпор со колено долу. Сега ова не се објаснува за сите вежби, но мислам за секоја мускулатура, но принципот е битен да го сватите. Неколку принципи веќе споменав. Подолжина на мускулатурата да се стегнува, да се проба да има ефект граница на болка, значи треба да се почувствува блага болка кога се стегнуваат, кога се работат вежби за флексибилност, ке стасаме до тој момент за болката. И да, истата варијанта, но овој случај треба да е некоја пасивна, статичка и така натаму. Вежбите кои што се презентирани се со цел да објаснат само примери, не се тоа сите вежби, да не го гледаме, не се ни ова сите вежби, но еве има некои примерчиња на вежби, жал ми е што не можеме да ги сработиме во сала, чисто за да почувствувате, но сигурен сум дека многу поголем дел од вас има сработено вежби,
за истегнување, па еве повторно една вежба за будење, најчесто истегнувам дофати, сакати дечињата, ја сработевме втората, еве ви за делтоиден мускул кој прешуваше, повторно за делтоиден, раменици, ова е некој латисимус, не е трицепс, ама ако ја заврти раката кон позади, тогаш ќе биде, може да истегне, и ако бутка кон назад, тогаш може да биде вежба за трицепс или за екстензор во лакт. Ова е за квадрицепс, со тоа што кој дел од квадрицепс вели дека ние го чувствуваме ректусот, од главата ректус која што се припојува горе на, мислам дека беше на криста илијака, на карличниот дел. Значи тоа е едната глава што се припојува горе, а другите три глави поминуваат преку пателата и се припојуваат долу на подколеница, значи квадрицепс, 4 глави. Оваа вежба ја поминавме, ја видовте, некоја истегнување, и сега да не ги редам, голем број на вежби може да се најдат и да се искористат како вежби за истегнување. Некои од нив може да бидат динамички, некои од нив може да бидат статички. И сега, која е финтата или целта, што е подобро всушност за истегнување? Дали за да ја зголемите флексибилност? Ајде на рекап. Зборувавме за дефиниција на способноста флексибилност и зборуваме за какви видови на флексибилност постојат. И сега како да подобруваме, тоа е нешто слично со она што го зборувавме, но конкретно прашање, за да подобрите флексибилност, која метода е подобра? Еве, помеѓу активната и пасивната споменав и мислам дека се сложивме, некој од колегите даде варијанта, кажа дека пасивната метода е подобра, зашто? Затоа што мускулатурата е опуштена и можете да добиете поголема флексибилност. Океј, чисто да се спремите во наредните 3 минути, ќе пробаме нешто, секој за себе, јас ќе бројам, ќе водам и вие ќе ми кажете што ќе се случи. Но пред да пробаме, значи ќе треба да се организирате простор некаде на земја, не е проблем, не мора да бидете пред камера, само доволно е да слушате, да можете да ме слушате во дењето, ќе го водам истегнувањето, еден пример на вежба. Но пред тоа, чисто да споменам колкав број на повторувања треба да се направат во една серија кај различна старосна група, може да видите, и тоа доколку е во рбет, доколку е во колк, во рамо, во лакт, шака. Значи ова се, ако се 30 до 60 повторувања, еве 30 повторувања да земеме во рбет, тогаш ако работиме во предклон напред, тогаш треба да биде во предклон напред 30 броења. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи тоа да биде динамички и да биде 30. Но кај спортисти тоа се сложувам, треба да бидат можеби и 100, можеби и повеќе од 100. За да се одржува флексибилноста, кај динамичките вежби, треба да се работа 40 до 50 рбет, колку еве ги бројките кои што ги покажуваат. Но, доколку мене ме прашате и од пракса што се појавува, е всушност дека статичкото истегнување има многу поголем ефект од динамичкото истегнување. Зошто? Заради, првен ќе го објаснам стреч рефлексот. Заради еден момент кој што се нарекува стреч рефлекс, и сега ќе ми треба, чекај да видим овде, можам некоја слика да најдам. Супер. Стреч рефлекс се појавува како резултат на интра или внатрешни рецептори, или тие се нарекуваат muscle spindles, тоа се екстрафузални влакна. Значи надвор од
надвор од мускулното влакно, помеѓу влакната постојат, muscle spindles, ќе го отвориме, пардон. Правим тоа, за да го покажам. Одлично. Супер. Значи, muscle spindle се делчиња кои што се, интрафузални влакна, и кои што се наоѓа, ова е внатре, значи црвените линии, црвените како да ги крстам, цревца, цилиндри, тоа е мускулно влакно. Но внатре, помеѓу мускулните влакна, не внатре во мускулното влакно, туку помеѓу нив постојат вакви интрафузални влакна, кои што всушност се рецептори. Рецептор значи дека прима нешто, некаква информација и ја пренесува информацијата до централниот нервен систем. И сега, доколку вие пробате, некои од колегите пробува да се истегне, доколку пробате да се истегнете, тогаш ќе почувствувате болка. Доколку дојдете на некоја гранична вредност. Болката се чувствува затоа што овие мускулни вретена малецки ни даваат информација до централниот нервен систем и велат стоп, доста, ќе го скинеш мускулот, не претерувај. Тоа е идејата на само заштита на телото и на мускулатурата. Уште еднаш, значи, маливе мускулни вретена, muscle spindles се нарекуваат, интрафузални влакна, се сушност кочница или не дозволуваат да се премине границата каде што може да настане механичка повреда на мускулот или истегнување преголемо, значи кинење, подкинување и слично. Дури истегнување се нарекува во медицина дека го истегнал премногу мускулот, но тоа е патолошко истегнување. Ние зборуваме сега за нормално истегнување, за функционално истегнување или во цел тренинг. Значи, ако претерате со болка, со изведбата или со амплитудата, тогаш овие мали корекции, овие мали инструменти ќе направат корекции и кажат стоп, доста боли, не претерувај повеќе, до тука можеш. И сега се вратив на стреч рефлекс. Како се користи, што е тоа стреч рефлекс? Наједноставно е при проверка на ќе да видиме вака. При проверка на рефлекси најверојатно сте виделе или можеби на некого му е проверувано. При овде немам чекан, овде имам чекан. Супер. Значи, со помош на чекан, доколку се проба да се удри под патела, или тоа е, значи, да се активира мускулот квадрицепс или тетивата од мускулот квадрицепс, доколку се удри, вие на тој начин правите механичко скратување на мускулот и тој добива информација дека нешто се случува, преголемо истегнување и пробува да направи контракција кон горе. Значи, едноставен ортопедски пример кој што се користи, тука функционира баш тој стреч рефлекс. И сега зошто ни е битен овој стреч рефлекс? Затоа што ке вежбите кои што се динамички за истегнување, овој стреч рефлекс нас не лимитира. Не ни дозволува да направиме или да ја достигнеме амплитудата која што можеме да ја достигнеме при вежбите кај вежбите кои што се со статички принцип. Значи, ако работиме 1, 2, 3, 4, тогаш постојано ние пробуваме или го активираме овој стреч рефлекс и тој постојано кочи. Ние сакаме да истегнеме, тој ќе закочи, ќе даде информација болка и кочи, тој кочи информацијата и така не враќа назад. Значи, кај динамичките вежби, а кај статичките вежби има една финта. Можеме да пробаме сите, сега, во моментот. Седнете на под, долу, и пробајте да ја направите, значи, оваа вежба, или ова
Да, ова движење, тоа би било седење во предклон. Со рацете можете да ги ставите под листовите, значи под задната, ај вака ќе го направиме. Ќе ја најдам јас како е работам. Супер. Значи треба да го пробаме ова. Одлично. Пробај седни на под и јас ке бројам. Значи пробајте сите, ве молам. Можете да пробате. Најдете си некоја нормална положба, имате 10-15 секунди нека биде да седнете, веќе ви најавив, требаше да се спремите. Не мора да сте разгибани, значи сега правиме чисто проба, нема да повредите ништо, ви гарантирам доколку ме слушате. Така да не мора да се загревате. И пробајте благо да истегнете без цимање. Сега не ве гледам, нели? Но пробајте да истегнувате, да ја направите истата оваа положба што ја правам јас, со помош на дланките, колената да ви бидат исправени, со помош на дланките да повлечете малку и да задржите. И додека јас зборувам, вие можете тоа да го пробате и во еден момент ќе почнам да бројам и ќе ви кажам ќе задржиме 20 секунди. Добро? И сега ова додека зборувам, вие го пробувате. Значи колениците треба да се исправени, со дланките влечам и влечам до граница на болка. Значи треба да ја исконтролирам болката и да имам во предвид дека ќе задржам наредни 20, 30, 40 секунди. Значи треба да издржам болката. Еве ви еден инструмент колку силно да истегнувате. Значи не смеам да има преголема болка, но доколку нема некоја таа блага болка или чувство, секогаш кога одам да истегнувам, значи колку што можам повеќе да задржувам, ама ве молам немојте цимање да правите. Ова е сега статичко задржување или статичко истегнување. Значи барајте ја болката, треба да има блага болка, треба да ја издржите, не треба да е преголем напор, ама треба да има блага болка. Значи тогаш стреч рефлексот сме го активирале и тој дава информација дека тука е границата. Но ние ќе бидеме издржливи и ќе пробаме да издржливи. Веќе поминаа 15-20 секунди можеби додека зборувам ова. Мислам дека не е проблем, еве уште 5 секунди ќе бројам, 1, 2, 3, нека бидат 10, еве 4, 5, задржуваме, нема цимање, држиш, ништо не правиш. Првичната положба што се задржил, таа ја држиш. 6, 7, 8, 9, 10, доста. Значи може да се опуштите, не станувај, остани на под, не станувај, опушти се, така, врати се малку назад ако треба. И пробај да, значи малку да се олабавиш, супер. И сега ќе пробаме уште нешто. Сега го правиме вистинскиот експеримент. Претходно беше само проба за да се стегнеме. За да го надминеме тој момент на стреч рефлекс, сега ќе пробаме да задржиме 20, 22, 3 секунди, нека бидат 25 секунди. Ќе задржиме 25 секунди до првичната состојба до каде што сме можеле да задржиме. И после 25 секунди ќе ви кажам ќе пробате уште малку надоле да отидете, ама немојте да одите пред 25 секунди. Значи, целта е што? Андре, можеш да пробаш или слика ти ова? Не е слика, пробува најверојатно. Целта е истата положба, како што е на сликата, на видеото, истото тоа што го правевме со тоа што ја наоѓам на почеток каде е положбата и задржувам. И јас ќе бројам до 25. Дали сме спремни? Супер. Ајде, може. Долу сте на под, да не се чекаме. Имате уште 3 секунди да почнете. 1, 2, 3. Почнувам. Значи задржувам, држам, не цимам, дишам, најди ја болката, поминаа 3 секунди веќе. Треба да може да ја издржите болката уште наредни 20 секунди. Значи бројам 7, 8, 9. Нема цимања, задржуваш, диши, пробај да се опушташ, не мрдаш. Првичната положба што ја имаш допрено, таа ја држиш. 11, 12 и сега како тече времето, кога ќе доеме до 25, само тогаш, кога ќе доеме до 25, времето тече, не се секирете, се ближи до 25, ќе пробате да отидете уште малку подолу, ама не сега. Сега ја издржуваш болката. Значи, еве сме 17, 18, 19,
20, на 25 ќе пробаш да отидеш малку надолу, уште чекај, 22, 23, 24, 25. Пробај да видиш дали можеш уште малку да отидеш да не ги виткаш колениците. Надолу и задржувам уште 5 секунди. 2, 3, 4, 5, стоп. Прашање и може да се јавите за коментар. Дали на почетокот, кога почнавте да се истегнувате, со последно истегнување, амплитудата беше максимална, таа што ја успеавте да ја направите, или можевте да отидете уште малку надолу? Задачата беше максимално напред, така? Дали тоа беше максимум за вас? Најверојатно да, Аријан вика да, со глава. Сега, што се случи ако тоа беше максимум после 25-та секунда? Дали успеавте да отидете уште малку понапред? Значи, уште поголемо истегнување да направите. Има некој што успеа? Јас. Тамара. Јас. Ова. Да. Јас. Супер. Значи, на повеќето би требало да ви успее. Еве, еден експеримент правевме. Зошто на почетокот не можевте да отидете до таа амплитуда до која што можевте после 25-та секунда? Точно заради тој стреч рефлекс, затоа што тој ве лимитира во тој момент. Во првите неколку секунди, десетина, 20, ве лимитира и не дава да одите понатаму. Зошто? Затоа што мускулот сам се штити за да не го истегнеме. Но, со тек на времето, толку треба, 20 на секунди, 25 секунди, ако се поставите како што треба, со тек на времето, мускулот веќе добива информација дека ова човечево што ми истегнува можеби ми е другарче и нема да ме скине, значи нема да ме преистегне, а јас ќе попуштам малку, нема да праќам толкова болка до централниот нервен систем и ќе пробам да Дамјан ни се слоши, ни ја вртиш камерата. Извини. И ќе пробам да му дадам малку шанса повеќе да се олабави. Тоа давање на шанса повеќе всушност ни се случува заради едно делче кој што се нарекува, зашто сум го исклучил од овде, се нарекува Голџиев тендон орган, Голџи тендон апаратус, и он е обратен, да, можете и на Википедија да ги искористите, но користете и друга литература, ја за брзо. Значи тој прави всушност обратен ефект од стрес рефлексот. Рефлексот пробува да ја олабави мускулатурата и значи дава информација да се е во ред, може да продолжите понатаму. И сега ние преку статичките вежби всушност успеавме да направиме што? Да го залажеме стрес рефлексот и првичната амплитуда која што беше да ја надминеме и да стасаме до поголема амплитуда. И сега доколку целта кај трансформација на моторички способности е да одиме така блиску до границите до каде што можеме. На почетокот кај вежбава што ја работевме, границата беше една амплитуда, ама ние со финта, со некоја знаење, не е ништо страшно, се знае од многу одамна, ама се знае да се објасни зошто се случува и зошто е подобро да го сработиме со задржување и кога ќе има поголем ефект, значи во тој контекст знаење. Ние со такво знаење пробавме да направиме уште поголем ефект, значи уште поголема амплитуда. Зошто? Затоа што олабавивме мускулатурата, го анулиравме стрес рефлексот и пробавме уште малку да отидеме подолу. И сега, кои вежби имаат поголем ефект? Динамичките вежби или статичките вежби за подобрување на флексибилност? Статичките. Апсолутно. Статичките. Ај сега се вратам на загревање назад. Првиот час, пред 2 часа кога работевме. Вежбиве за истегнување, статички, сега што ги работевме. Дали се за релаксирање, последната вежба, дали е за релаксирање или е за загревање? За релаксирање. За релаксирање. За релаксирање. Дали оваа вежба ќе ја давате на почеток на загревање, на крај на загревање, во средина на загревање или можеби да не ја давате на загревање? На крајот, ако е за релаксирање. На крајот на што? На загревање или на крај на тренинг? На крајот на тренингот.
Тоа веќе се сложува. Можете да дадете и на почеток на загревање, На затоа почеток. што Да, на почеток не знам. точно затоа што на овој начин вие давате информација до мускулите, до зглобовите и до мускулите во зглобови, нели сите мускули поминуваат околу некои зглобови, дека ќе има дека ќе има некоја физичка активност, ја проверуваат амплитудата дали е во ред, проверуваат дали зглобовите се окей, па на почетокот можете да зададете едно истегнување статичко од сите овие кои ни беа тука, овие вежбички едноставни. Не мора само овие да бидат, но еве ги покажувам како пример. Нели? И понатаму да дојде оној другиот дел на загревање што го работевме. Но целта беше точно целта беше да дознаеме што е флексибилност, да дознаеме како се дели флексибилност и какви вежби има за флексибилност, како се подобрува и кои се поефикасни вежби за флексибилност и да ги пробаме. И сега, повторно кажам, не направивме кој знае каков експеримент или некој rocket science, space, не сме НАСА па направивме кој знае какво истражување, но добро е на себе кога ќе пробате да видите што се случува и всушност сами тогаш ќе се убедите кој метод би требало да го одберете доколку сакате да подобрувате флексибилност. Сега, дали се работат вежбите за истегнување наутро, навечер и слично. Наутро имате помала флексибилност, навечер имате поголема, но целта е границата на болка. Значи, таа кога ќе се почувствува, тогаш има ефект. Значи, тогаш еквилибрираме на некоја наша гранична вредност и пробуваме да излеземе од хомеостаза. Кога пробуваме да излеземе од хомеостаза е една, немавме настава за ова, ама ќе имаме, нормална состојба на битицување, а додека ние пробуваме да еквилибрираме на границите на таа хомеостаза, всушност да го тестираме, да ги тестираме можностите на телото и на тој начин правиме тренинг. Па исто и ке флексибилноста, ние пробуваме да на границата да одиме или да таа болка да ја избегнеме, всушност да ја трнеме на страна и да направиме поголема флексибилност. Само тогаш има трансформација на моторичките способности и на флексибилноста. Само тогаш има трансформација на згибови, склекови, особено ке силовите способности кога се работи, кога работите до граница, до отказ. Сега, не мора да значи дека треба да ставите 200 килограми па да правите дедлифт или чучнување, чучен со 200 килограми, тоа е веќе понапредни техники, но кога работиме со сопственото тело, тогаш апсолутно до отказ можеме да работиме. Ако се 50 склека, 50 ќе пробаме 51 да направиме, за да може да подобриме. Инаку, ако ја можам 50 склека, а работам 40, не. Ќе падне и после некој време нема да можам 50, ќе останам на 40 склекови. Слично ке флексибилноста, значи истото е треба да дојдеме до таа некоја граница каде што ќе ни овозможи да ја надминеме таа гранична линија, но треба да бидеме внимателни. Нормално, овие вежби може да се работат и со партнер, многу треба да се договарате, доколку работиме статички вежби, затоа што нема зезање, туку мора да се внимава човекот што е долу или човечката има комплетна доверба на тој што е асистентот или помошникот и треба да се договарате попушти, причекај. Сега помеѓу статичките вежби, која ќе има поголем ефект, активната или пасивна? Мислам дека одговоривме, пасивната ќе има поголем ефект, но треба нели да развиете доверба и нормално се развива, тоа не е проблем. Знаете како, ќе да знаете ако не знаете, ама верувам дека можете. И на тој начин се има уште поголем ефект. Па може да најдете разни видеа и од тренинзи, посебно на гимнастичари и гимнастичарки како тренерите пробуваат да им ја зголемат флексибилноста, затоа што амплитудата е еден битен момент во гимнастика и дури се оди до екстремни вежби, ама тоа нас не ни интересира, ние сме сега само да ги објасниме принципите. За да има поголем ефект, значи кажав, можете во било кој дел од денот да работите вежби. Кај спортисти, па и кај рекреативци, со цел, ако се работат вежбите за стигнување за релаксирање, тогаш може да се работат и после секој тренинг. Може да се работат и кога нема тренинг.
Но доколку се работи за подобрување на флексибилноста, значи за подобрување, за зголемување, не за одржување, тогаш можете и еднаш неделно да одвоите еден тренинг на 20, 30, 40 минути изолиран, нека биде само тој тренинг, и тогаш работите ваков тип на вежби, можете да почнете со динамички, да завршите со статички истегнување. Доколку се одржува флексибилноста и се работат вежби за одржување на флексибилност, сега зборувам за статичките, тогаш се работи 20-25 секунди. За одржување, доколку сакаме да може со сличните принципи да се работи. Задржуваш, па уште малку одиш. Доколку сакам да ја подобрувам издржливоста, ајде Георг, нешто прашање или не? Не, јас се извинувам преска само кога кажавте за хомеостазата, инаку немам никакво прашање. Не, добро, нешто се вклучи, супер. А што беше за хомеостаза? Не, од преска можеби ако има со интернетот некаков проблем. Не, кој објаснувате што е хомеостаза. Добро. Да. Ако има нешто да се додаде, слободно кажете. Добро, говори. Изгледа стои квадратчето жолто кај мене од тогаш. Да, од преска. Супер. Значи, ако сакате да подобрувате флексибилност, статички метод, тогаш работите 25-30 секунди, 35 секунди со истиот принцип. Работите 2-3 серии по мускулна група, може и 5, може да ги поминете сите мускулни групи поголеми, во сите зглобови, се она што не најчесто потребуваме, туку поголемите мускулни групи, зборуваме за раце, раменски појас, труп и слично напред-назад. Значи се што може да се истегне, има некои мускулчиња кои што не можат баш многу да се истегнуваат, но наше е дека можеме да пробаме. И исто така сега има и некои контра истражувања кои што велат, кои што се во насока на она што го кажав за статичко истегнување. Пример, едно истражување за маратон, мислам дека беше Њу Јорк или Бостон. Оние кои што се истегнувале пред маратонот имале повеќе повреди отколку оние кои што не се истегнувале. Може би е врзано, не беше до крај дефинирано, може би е врзано со тоа што доколку е навистина така заради истегнувањето, дека тие сушност после загревањето или загревањето не го правеле како што треба, сушност правеле релаксирање на место загревање, па затоа се случувало и тоа. Но како што кажав, еднаш неделно, можеби 2 пати неделно е доволно за да се подобри флексибилноста. Не очекувајте дека многу ќе се зголемува. Може да се подобри, особено во длабок предклон некои 5-10 сантиметри, но исто така флексибилноста е генетски хередитарна, значи наследна. И доколку е некој склон да има пократка мускулатура или таа не е доразвиена не е работена на незе во периодот пред детството, мислам пред пубертет и слично, тогаш се многу помали шансите да се подобри, но секако може на база на техника и на овој мал принцип со вакви методи, тогаш апсолутно може да се подобри. Ова е интересно. Супер, и оваа слика беше за мускулните вретена, како се поставени, значи ова е мускулно вретено. Може да приметите, тоа е екстрафузално влакно, интрафузално, ова се екстрафузално или ова се мускулните влакна. Ова се мали изолирани вретена или инструменти внатре. Се враќам на нив. На ниво на саркомера, што значи истегнување. Да, оваа слика е подобра. На ниво на саркомера е основна мускулна единица. Значи, тоа е основна градбена клетка на мускулот. И во саркомерата, секоја саркомера е составена од актински и од миозински нишки. Црвените нишки, ова се нишки се нарекуваат, црвените линии, значи еве ги има 1, 2, 3, се миозин, додека или миозински нишки или миозински елементи, додека актинските филаменти, актинските филаменти се во сина боја 1, 2, 3, 4. И сега, ова е на ниво на мускул, како се случува контракција, ама овде не е објаснета.
убаво затоа што има едни пеглави кои што се движат и прават да има скратување со мускулот, но за нас е што интересно, ова што го покажува што значи релаксиран мускул, значи може да приметите во однос на средишнава линија, како се поставени актинските нишки, значи ова замислете дека е некоја полуга тука или две линии, ова дека се ластици во средина и ластиците пробуваат да ги повлечат. Ова е многу лаички објаснето, немам идеја преку вака онлайн да го покажам, но доколку мускулното ткиво, нели тоа е свитлива форма на ткиво, доколку е во контрахирана состојба, тогаш е скратено или се нарекува мускулна контракција, доколку е во релаксирана е подолга мускулатурата. Тоа пробува на ниво на саркомера да го објасни овој дел тука и само да видам, ја не се гледам. Да, значи ова е релаксиран мускул, ова е контрахиран мускул. Истегнувањето се случува на ниво на саркомера, исто така. Значи пробуваме да го зголемиме растојанието на овие страничниве линии, да ги кажем на некој начин, со помош на истегнување. Функционирањето на мускулов, мислам дека понатаму ќе го видиме на ниво на саркомера, или можете да видите како функционира, побарате на интернет, има разни анимации што се случува при една мускулна контракција. На истегнувањето влијае топлина, значи, пример, после туширање, многу поголем ефект може да има вежбите за истегнување, отколку на ладно време. Да, мислам дека поминав генерално се во овој дел. Дали имате некој прашање? Може би. Да. Не поминав за ПНФ истегнување. Океј. Уште тоа ми остана. Покрај овие методи кои што ги спомнавме, постојат едни методи кои што се малку понапредни и се нарекува, како што кажа, проприорецептивна неуромускулна фацилитација или ПНФ истегнување. Еве сум ги имал и тука. Добро. Проприорецептивна неуромускулна фацилитација. И сега, што се случува ке ПНФ истегнувањето? Имаме, значи тоа постојат основно три методи на истегнување, но океј. Ајде една ќе објаснам од нив. Значи вели контракција, релаксација и антагонистичка контракција. Сега ќе мора да ме гледате за да објаснам. Најверојатно ќе може да се гледа. Значи пробувам да истегнам мускулатура на трицепс нека биде. Значи на задната регија од лактот. И како ја истегнувам, ова не е баш најправилна положба, ама за да можам да ви објаснам. Како ја истегнувам на овој принцип, значи првим правам истегнување. Океј. Вика, значи истегнувам на овој начин. И сега само логично да ја поставам контракција, релаксација, антагонистичка контракција. Супер. И сега првим правам контракција на бицепс. Сега малку е сложено, ама ќе го сватиме. Првим правам контракција на мускулатурата која што е на флексор во зглоб на лактот, или ајде да го крстиме бицепс, може би така ви се препознам, инаку не е само бицепс флексор во зглоб на лактот. Значи првим правам контракција и пробувам да влечам или можам да ставам ластик некој и да буткам да влечам, значи кон да го активирам мускулот бицепс.
Сега ќе објаснам методата, па после ќе ви објаснам зошто се прави ова. Значи, првин го влечам мускулот бицепс и правам контракција на бицепс. 5 секунди. Потоа правам релаксација и на крајот правам истегнување на трицепс. Значи, сега кога стискам надолу, тогаш ќе истегнувам оваа мускулатура. Значи, прво имав мускулна контракција под напор на флексорот, мала релаксација и потоа имав истегнување или истегнување на задната страна на флексорот. Целта беше да го истегнам, екстензорот. Целта беше да го истегнам трицепс, но за да го истегнам трицепс си помогнав со контракција на бицепс. Дали сме јасни до тука како тече методот? Значи, за да истегнам трицепс со оваа ПНФ метода, први направив контракција на бицепс, па направив релаксирање во втората фаза и во третата фаза направив истегнување. И сега зошто се случува ова? Ова е со цел да направиме што поголема релаксација на трицепсот. Сега како ја правиме релаксацијата на трицепсот? Со мускулна контракција на бицепс. Зошто? Сега ќе се вратам овде на овој дело за агонисти и антагонисти. Треба да го имам некаде како видео. Што значат агонисти, што значат антагонисти? Мускулите, конкретно е примерот за бицепс, супер. Мускулите кои што го свиткуваат, ги доближуваат подлактот и надлактот, во оваа варијанта се контракираат и они се агонисти. Значи, они се агонисти, еве го зелен мускул. Спротивно на него, антагонист, значи анти, спротивно, е мускулот трицепс од позади или црвениот мускул. Океј, значи зелениот доколку работи агонист, црвениот доколку не работи е антагонист. Во другата насока, кога дланката ја буткам кон надолу, значи не се да ја влече земјина теже, туку ја буткам, правам вежба за трицепс. Кога ја буткам раката надолу, приметувате, тогаш зелениот мускул е флексорот, зелениот мускул е агонист, спротивно на него е антагонист црвениот мускул. Значи, така некоја подолба може да кажеме. Значи, кога агонистите работат, антагонистите одмараат, тоа нас не е битно. Значи, кога агонистот работи, антагонистот одмара, или тоа се вика реципрочна инервација. Тоа значи, баш како што го објаснив. Агонистот, ако функционира, антагонистот се олабавува. И ние тоа пробавме да го искористиме и тука. Значи, првин направивме контракција на бицепс, очекувано дека трицепсот ќе се олабави, затоа што он мора да се олабави, затоа што биомеханички и функционално целата енергија е насочена кон овој мускул, значи кој што е антагонист во овој случај на трицепсот. Значи ние пробуваме да направиме мускулна контракција на бицепс, а трицепсот е одлабавен. Тоа олабавување го користиме за понатаму во третата фаза да може да направиме поголемо истегнување. Ова е едниот од принципите на ПНФ истегнување, другите можете ги проверите двата. Целта е секогаш играње со овој систем, значи на мускулните, на оптоварување на мускулните влакна и нивно екстра форсирање или олабавување. Има уште еден систем, уште еден метод кој што кажува дека првин треба да го контрахираме овој мускул и потоа да го истегнуваме. Зошто? Затоа што кога е под контракција, тогаш они актомиозинските нишки, ако ги стегнуваме, ќе има поголем ефект. Сега, овој метод не е многу проверуван, но е работен особено многу кај балетани, по балет, затоа што они имаат, како гимнастичарите, особено балетаните и балетанките, мора да имаат голема флексибилност и се покажал како добар метод за подобрување на флексибилност. Они користат 3 методи тамо. Еве задача, пробајте си ги дома, најдете ги, кои што се ПНФ методи за истегнување. Но целта е дека овој вид на стречинг
се препорачува само кај искусни спортисти. Значи, кај оние кои што имаат добро искуство со своето тело и со вежбањето и кај флексибилноста. Не го препорачува да се работи кај аматери или кај професионалци кои што не има примарна цел флексибилност. Значи, оному каде што треба да се достигне максимална амплитуда во зглобовите, кај таквите спортови, тога се употребува овој PNF систем на истегнување. Така да, добро е да имате информација, може би ќе го искористите, но во пракса најчесто се користат оние првите методи. Статичкиот метод е фантастичен, може да заврши работа и можете него да го практикувате како вежби за истегнување и вежби за релаксирање. Дали беше нешто нејасно, може би особено последново, ако има потреба, кажувајте. Прашувајте. Може би се падна прашање што е PNF истегнување, кој е принципот, зошто? Сигурно ќе ви се падне прашање на испит. Го има тоа во книгата, професоре? Не знам, ви ја дадов книгата, требаше да проверите пред час. Така се договоривме. Го има. Вежбите за флексибилност ги има во книгата. Професоре, само ако може да повторите што рековте да истражиме за стречинг, за истегнување? PNF и истегнување. PNF. Да, проприорецептивна неуромускулна фацилитација. Или, ако пишам овде PNF stretching, веднаш ми искача, има examples, има супер. Дури еве има некои истражувања и така натаму, методи, прочитајте си колку видови на PNF истегнување има. Чекај да видам дали ви дадов некои книги, мислам дека stretching изгледа ја имам во хартијана форма. Да. Ја немам. Stretching, ама имам Боб Андерсон stretching, сум ви оставил оваа книга. Тука имате исто примерчиња за вежби. Боб Андерсон супер пример има. Многу стара книга која што е апдейтувана и убаво има објаснето, може би тука има исто така, еве овде кажуваат задржување 10 до 15 секунди на пример. Поставувањето, како што ви го објаснив, што е дека ако сакате да истегнувате, ние го викаме лист или мускули од задна страна под колена, тогаш како треба да се постави стопалото. Ова нема ефект. Слично има, еве го, истото, значи правилни вежби, истата и оваа вежба која што ви објаснив претходно, што значи каде да се притиска, искористете книгичкава, може да ви помогне. Имав примери многу за вежби за истегнување. Боб Андерсон е препознатлив затоа што на секоја негова скица има капче одозгора. Добро, имаме нешто друго? Не ми успева ни едно предавање да завршам за 40 минути. Се извинувам. Остануваме, ова мислев денеска дека за 30 ќе завршиме, но останавме час и половина. Добро, уште еднаш прашање, прв пат, втор пат, 2,5, трет пат. Продадено. Професоре? Ајде, има, супер. Сакав да ја прашам само, зашто многу викаат дека флексибилноста се подобрува во вода многу повеќе. Околу тоа сакав нешто накратко да ја прашам. Дали може да се дали е точно или не? Па да, дека многу повеќе може да се подобри флексибилноста во вода, отколку вака да вежбаме на као стандард што се истегаме. Па еве ги објаснив принципите, основните принципи за флексибилност и подобрување, зошто се случува флексибилноста. И сега ако бараме дали водата може да помогне некаде, водата може да помогне затоа што има поголема густина од воздухот. Ако правите движење во задржување во вода, статичко, нема логика никаква. Мислам, исто е. Според мене исто, само ќе треба да загнурите долу со глава, нели, за да не знам на која длабочина ќе стоите, а тоа може да биде проблем, тогаш ќе се напнете, па нема да се релаксирате. Значи контра ефект има.
Ако работите динамички вежби во вода, нема логика, тоа се вежби за сила. Веќе влегуваат во домен на силова издржливост, некоја нема врска со флексибилност. Зборувам за динамичките во вода. Ако работите вежби во топла вода, да, тогаш може да има ефект. После сауна, точно може да има ефект, значи само топлината да ја користите на водата. Ако работите вежби за стегнување во заледена вода, нема логика и тоа. Така да не мислам дека не е нешто посебно супер добра приметба некоја ако се објаснува, ама треба да имате факти, баш еве вакви факти. А очекувано е ако можете да најдете факти зошто е подобро вода, да ги споделите. Никола, пробај најди, ако некој кажува зошто е подобро, па да аргументираме. Може би навистина ќе искочи дека е подобро, не знам. Но логиката на истегнување, на функционирање, физиолошкава логика на истегнување на мускулот објаснува баш ова за што го зборував. Дека треба да се постои ваков метод за да може да има подобрување на флексибилност. Океј, значи во сауна, да, може. Тогаш се смирува на некој начин тело, кој може да истрпи сауна, јас не можам многу. Се загреува телото, се опушта мускулатурата и да, тогаш може да има ефект. А во вода нема многу. Вежби за вода во вода се користат за рехабилитација најмногу. Некој друго прашање? Прашувајте, дечки, пробувајте да ги учите темите со предавањето, да знаете за што се работи. И после дали ќе го слушате уште еднаш и треба да прочитате или само ќе прочитате, веќе ќе ви биде јасно, обележете ги точките и знаете за што да зборувате. И после ме логика. Може ме приметивте и мене дека ајде не нямам ќе престанам со снимање.